Извршители им ги блокираа сметките на повеќеми на земјоделци од Кочанскиот регион, откако не им била наплатена каматата за наводнување на земјоделското земјиште. Еден од нив е и 57 годишниот оризопроизводител Милан Трендов од Кочанското село Оризари, кој вели дека од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, долгот за наводнување од 2015-2016 година му е наплатен преку исплата на субвенциите. Но каматата за овие 2 години од 1500 денари ја бара јавното предпријатие Водостопанство, па на почетокот на годинава му пристигнал и допис од извршителот, кој треба севкупно да му земе 12.800 денари. Овој земјоделец прашува зошто при наплатата на долгот не му е наплатена каматата, па сега му е блокирана сметката. Кај да знам ја колку, зашто не си ги наплатили тие камати, што ги е, ако е требало да платиме, ако е таа водостопанска организација да ни рачуна камати. Они не се банки, они живеат од нас. Дали се земали да направат патиштата на земјоделците по нивите, или да ги направат каналите, или како што имаше порано каналетки. Значи, таквија, они само имат, на еден водар имат 10 души јавна администрација. И па не можеме ние сите тие да ги плаќаме. Они од нас живеат. Директорот на Водостопанство Брегалница Дени Митров вели дека се информирани за проблемот, на како ново раководство не можат ништо да интервенираат за решенијата кои им пристигнале од извршителите. Ние како водостопанство предпријатие немаме можност за да можеме да ја повлечеме, значи таа постапка, односно барањето да го повлечеме. Затоа самите земјоделци на жалост ќе морат да си подмират трошоците за каматата и за извршување. Ние како водостопанство се грижиме за нашите клиенти, односно водокорисниците, затоа ја вметнавме интервентната мерка за прибивање со субвенции, за да земјоделците, односно нашите клиенти не одвојуваат посебни средства од својот буџет за да ги подмират своите трошоци. Во Кочанскиот регион на одреден број на земјоделци им се блокирани сметките за каматите за наводнување, кои се од 150 па на 2000 денари. А за овие долгови извршителите од сметките им земаат над 10.000 денари. Трендов, кој од дете е земјоделец, а и откупувач на ориз, вели дека подолго време оризопроизводителите едва преживуваат, а за сметка на тоа се намалуваат и површините кои се сеат под ориз. Откупната цена на оризо е катастрофална. Моментално Андрејата, тие подобрите сорти Глорија, откупните цени се 40 денара на белио, а турските семиња се движи од 35 до 37 денара. Значи не ги задоволува таа цена, не ги задоволува потребите на земјоделците. Ние имаме повише трошкови него што ќе земеме, затоа треба немаме саб да го работиме уопште оризо. Оризопроизводителите во моментов одлучуваат колку ориз ќе посеат напролет, пошто водостопанство треба да направи и план за наводнување.